Карнавалската група или издруженијето од Звезден град интензивно се подготвува за годинашево издание на Струмичкиот карнавал кој се одржи на 1 март. Збор два за вашата маска. Карнавалското здружение Звезден град веќе 11 години учествува на Струмичкиот карнавал. Редно е да се пофалам најнапред дека нашите маски секогаш се успешно и детално изработени. Внимаваме на секој едно детелче, а за тоа зборуваат секако и нашите добиени награди. Финализираме веќе во изработката на костимите, можеме да речеме дека сме некаде 80%, веќе сме подготвени. Се поделивме, како и секоја година и оваа година, машкиот дел е на подвижното возило, на кое што ќе бидат сместени учесниците во карнавалот од нашето здружение, а ние веќе финализираме во изработката на костимите. Пријатели, што е темата? Ајде, барам, не ли целосната маса како ќе биде, него... Да, ќе го задоволам вашето и любопитството на вашите гледачи. Инспирација годинава намни се венецијанските маски. Секако дека овие маски предизвикуваат и внимание, и љубопитност, и мистичност, и токму затоа сакавме да ја донесеме Венеција во Струмица. Токму венецијанските маски ќе бидат во Струмица. Но видено од Струмички агов. Колку учесници? 39 учесници годинава. Знаете дека ние сме семејно, пријателски поврзано. Тука се младиот дел, кои секогаш се задолжени за делот од изработката на точката. И го понесуваат, речеси, најголемиот товар од тоа, а ние повозрастните, поделени во две групи, во изработката на маската. По 11 пат Звезден град, така годинава, а имавте мал юбилеј 10 години. Во овие, изминати 10 години, која беше најдобрата маска според вас? Или која беше најлошата маска што мислите дека можеше и подобро да биде? Роберт, ова прашање е исто како некоја мајка да ја прашате кој од децата ти е најмил. Но сепак некако сметаме дека круна на сите учества во Струмичкиот карнавал ни се баварците со госпожите. А најлош? Немаме најлоша. Немаме најлоша затоа што сите награди ни се прва награда од стручно жири. Значи не сметаме дека ниедна била лоша. Не. Сите вака. Не прашам за друго, да кажеме пред 2 години нели за она маска подстепеме кога беше најстуден карнавалски ден и карнавалска вечер кога имавте една прекрасна маска беше. Да. Како се рече таа маска? Самураите. Самураите. Да. Целиот ваш труд, да кажеме, што го направивте нели во изработката на оваа маска, од самото време или не време таа вечер се уништи. Така. Беше ли најлоша карнавалска година или односно вечер, да кажеш? Таа година беше премногу студено. Сме учествували и кога врнело снег. Тогаш бевме тореадори. Тогаш беше студено и врнеше снег. Меѓутоа, таа година се случи само што излезе возилото од хангарот или халата, не е хангар, туку хала, во која што беше сместено, дувна силен ветер. Моравме, бидејќи се растури повеќе од направеното некаде 40-50% од направеното го однесе ветрот, моравме да се уништи, моравме да преправаме, да импровизираме, но сепак успеавме и затоа пак учествувавме последни, бевме во поворката и кога стигнавме на целта пред жирито, имавме да видиме празни столчиња и неколку од љубопитните и жири комисијата секако беше тука. Се надевам дека годинава ќе биде убаво времето. Мислам дека тоа е најважно за вас карневалџиите, нели? Така. Се погоди времето, да нема дожд, да нема снегови, што Сите тоа го посекуваме да имаме убаво време. Токму така. На крај само уште колку време веќе се подготвувате на оваа маска? Работиме добри 2 месеци, работиме интензивно. Добри 2 месеци. Очекувате награди? Нормално е за секој еден труд кога вака Роберт, кога ќе вложиш во една работа, труд и креација
И кога тоа ќе го зачиниш со љубов, тоа мора да има успех. И ние секако сметаме дека ќе бидеме меѓу наградените. Посакуваме и годинава, и ва 11-та поред, да го понесеме првото место за нашето учество во карневалот.